Среда 19 февруари, кратки вести во 12 часот. Тепачки, семејно насилство, дрога на сите страни, пребрзо возење, жртви. Ова се најчестите теми во медиумите што доволно зборува за состојбата во која се наоѓаме како општество. Последниот случај, кога беше прегазена Фросина Кулакова во Скопје, уште еднаш го врати вниманието на јавноста врз овие теми кои сосема неправедно ги оставаме во втор план. Со нашиот однос кон децата, наставниците и професорите, но и државата и правилата според кои таа функционира, често на најмладите им даваме лош пример, па тие често одат со став дека се им е дозволено. Потребни ни се сериозни реформи во образовниот систем, вреднувањето според реални и мерливи параметри, во функционирањето на правото и казнивоста за оние кои се огрешиле од законот. Само така на младите ќе им се врати надежта за просперитет во сопствената држава. Продолжува собирањето средства потребни за повторно лекување на нашиот сограѓанин Петар, за кого охридската, македонската, но и јавноста пошироко се мобилизираше за да му помогне. По успешната операција од сколиоза, сега пред него се уште две сложени операции во Истанбул за период од 3 месеци. За една операција третман и сместување потребни се околу 30.000 евра. Средства може да се донираат на броевите 143 470 на А1 и 143 173 на T-Mobile, на трансакциска сметка отворена во Халк банка, како и преку GoFundMe. Срамизмот продолжува, откако вчера објавивме дека по се друго и дрвена решетка заврши во водите на Охридското езеро, денес состојбата е непроменета. Решетката и понатаму си е на истото место. По се изгледа и натаму важи поговорката кучињата лаат, караванот врви. Нема крај на демонстрирањето некултура и негрижа за природата и заедничките добра. На оваа тема е зборувано многу, но резултат нема. Единствено поголема контрола и ригорозни казни, и тоа парични, но што ќе се реализираат. Времето денес сончево со умерена облачност, дува умерен до засилен северен ветер, максималната температура во Охрид до 5 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.